Сакам да видиме едно видео направено спонтано во болницата 8 септември, ми се чини дека е тоа, во моментот кога веќе најголем дел од повредените се пренесени во болницата. Да го видиме тоа видео, па ќе се вратиме со коментар. И да ги упатиме наместо 8 септември сега додат некај Стара градска и некај ургентен центар, зашто тука е преполно. Да информирате се екипите знаат. Значи веќе да не одат веќе во 8 септември. Цел за кратко. Горите им е преместено на екипите, да могат да Важи. Ајде. Немаме временски лоцирано кога е ова точно се случува, но прво впечатокот е дека навистина голем број од повредените беа донесени во 8 септември. Таму се и најголем број од починатите во болница, дури 5 мина. Зошто нема малку подобра координација на тој план? Бидејќи не знам сега дали ќе се согласите, но веројатно не е работа на министерот за здравство на станицата вака да комуницира со итната помош. Веројатно тоа треба да биде задача на некој друг. Знаете, тоа што толку голем број на пациенти дојдоа во болницата 8 септември воопшто не беше случајно. Сето тоа беше многу добро испланирано. Таму се обезбедија 40 празни кревети болнички. Понатаму се повлекоа сите доктори и медицински сестри кои што работат на диагностика, на рентген апаратите, на апаратите за компјутерска томографија и се обезбедија 7 кревети за интензивна нега. Се повлекоа анестезиолозите и медицинските сестри од дома да дојдат и да бидат на располагање и сите за рекордно време од 15 на минути се створија таму на своите работни места, исто како да е 8 часот наутро. Кога веќе почна да се пополнува тој капацитет од 30 и нешто пациенти, рековме дека брзата помош треба да ги носи пациентите и во другите институции. Исто како што дојдоа кадарот од дома во болницата 8 септември, така дојдоа и во ургентниот центар, во клиниката за травматологија и ортопедија. Зошто 8 септември? Затоа што таа е така системски поставена заради локацијата, зошто? Еве ви кажав, заради тоа што се обезбедија доволен број на легла, празни, значи имаш каде да се сместат пациентите, понатаму една патот од Тетово, тоа беше најблиското место каде што веднаш можеше да пристапи првата помош. Така да од останатиот број на пациенти беше пратен една пациентка, за жал, почина во Старата градска болница, спроти собрание и 8 пациенти во клиничкиот центар во Скопје, каде што исто така ги чекаа како дежурните екипи, така и кадар кој што дојде од дома. Само заради динамика, Бесијан, па ќе продолжиме. Додеа дисе, а јени координувате ме персона цили и кан да дërgu njerëzit në spital, persona cilët me veturat e tyre i kanë dërgu se me atyre që kemi bisedu një shumica e tyre i kanë dërgu në spitalin 8 shtatori, për shkak se është edhe më afër dhe është më shpejt i arritshëm. A ka ndodhur edhe për shkak kësaj që them që të stërmbushet spitali? Болницата не беше преполнета, имаше и се уште има слободен капацитет. Значи точно беа одредени празниот број на кревети и на оделение и во интензивна нега. Значи тоа добро го испланиравме и во комуникација со директорот на таа институција и во координација со директорите на другите институции и во клиничкиот центар, но внимавајте и во приватните болници. Но, министре, не е креветот тој кој што е, како се вели, примарен. Кога се прима ваков итен пациент, треба доктор соодветен. Ама не ли спомнав? Се повлекоа сите екипи, од дома дојдоа луѓето, и доктори, и медицински сестри, и болничари. Но прилично таму имате двајца хирурзи, според моите информации, така што, како се вели, итните пациенти ги прегледуваат специјалисти кои што не се докрај обучени да го прават тоа. Не е точно тоа. Таму има врвни експерти во своите области, кои што ги прво примаат, прегледуваат и понатаму диагностицираат и третираат пациентите. Дерматовенеролог, например, веројатно не е како се вели најсоодветниот специјалист кој што би требал да интервенира во таков случај, нели? Станува збор за врвни експерти од области кои што третираат такви повреди. Дерматовенеролог не третира повреди на локомоторен систем, мозок, бели дробови и абдоминални
повреди, затоа дојдоа врвни хирурзи кои што работат таа патологија. Дали на време стигна? Тоа е прашањето. Јас реков уште на почетокот дека го активиравме здравствениот систем за период од 15 минути. Сите беа на своите работни места уште пред да дојдат пациентите. За првите пациенти од дежурните служби, меѓутоа за многу кратко време сите беа на своите работни места. Во точно одредени места, претходно испланирани, во 8 септември и во ургентниот центар во клиничкиот центар. A mund t'ju pyes se a keni numër të saktë se sa persona janë sjell me ndihma të shpejta në spitale dhe sa persona janë sjell nga fshatarët apo me Кога јас стигнав во болницата 8 септември, веќе беа пристигнати 2,3 пациенти донесени од мештаните, кои што сами го организирале транспортот и ги донеле пациентите. Значи, немате податок како? Сите други пациенти беа донесени со возилата на итна медицинска Ама помош. само тројца видовме нова камионче кој што го видовме пред малку. E kemi edhe një tjetër që kemi një nga banorët i cili thotë se ka Lugjet dërguar të kushtot një preqeka. 6 pacient me veturën e tij, domethënë 2 herë ka shkuar deri në Shkup dhe është kthyer prapë. Луѓето кои што беа таму, дежурната служба, кои што прва ги примила пациентите, кажа на тоа дека така се стигнати тројца пациенти.